Поради пропуст на стручните служби на председателот на Советот Јане Миланов или нешто трето, СДСМ во моментов остана без мнозинство во Штипскиот совет. Ова за сите стана јасно на последната седница на Советот на општината откако истата беше прекината поради немање кворум, нешто што во историјата на Штипскиот совет се случува прв пат. Имено откако Ален Ѓоргиев на претходната седница поради конфликт на интереси си поднесе оставка, на наредната седница на советничката Сонја Нацева СДСМ немаше мнозинство за да и го верификува мандатот. Ова практично значи дека од освоените 12 СДСМ се сведува на 11 советници во Советот, исто колку што има и ВМРО и што не е доволно за мнозинство. Тоа значи дека одлуките на СДСМ во моментов зависат од добрата волја на ВМРО. Но прашање е дали тие ќе ја имаат, зашто по распределбата на членови на собраниските комисии ВМРО остана длабоко навредено и понижено од СДСМ кои не им дадоа мнозинство во ниту една од нив. Како што знаеме, односот на советници е 12:11. Во проценти тоа е 52:48. Во апсолутна бројка тоа е 26:24. Значи од 50 члена, 10 комисии, по 5 члена 50. 52% е 26 члена, а 48 е 24. Многу ви е слободно толкувањето дека се процедурална застапеност од вкупниот број на членови на комисии. Тоа е ваше слободно толкување. Значи, може да се толкува како што јас го толкувам дека процедурална застапеност во секој од комисиите. Тоа значи дека не може предлагатели во една комисија која што има 5 члена, 2,7 членови да бидат од СДСМ, а 2,3 да бидат од ВМРО ДПМН. За да се добие вкупна бројка 5. Ама да, и вие си давате ваше слободно толкување. Оваа пат ситуација воопшто не е добра за Штип, зашто доколку не се најде политичко решение, а ВМРО ДПМН го направи истото што СДСМ го правеше во Берово, тогаш најголем губитник ќе биде Штип. Доколку ситуацијата се развива во истата нерационална насока, ова значи дека буџетот за идната година нема да биде изгласан, што автоматски значи дека општината пари ќе има само за плати, струја, вода и некои други основни трошоци. Сите останати предвидени активности, комунално-инвестициски, паѓаат во вода. Од друга страна, ова значи и двојно врзување на рацете на што туку седнатиот и млад градоначелник Благој Бочварски. Засега и двете страни се воздржани околу новонастанатата ситуација во Штипскиот совет. Најповиканиот во целата ситуација председателот Јане Миланов не одговори ниту на повикот, ниту на испратените пораки за да објасни како понатаму советот ќе работи. Од друга страна, градоначалникот Бочварски е со следниот став. Очекуваме сите советници во Совет на општина Штип да ја вршат својата работа согласно мандатот кој што го добиле и да ги застапуваат интересите на граѓаните на општина Штип, затоа што советниците се представници на граѓаните избрани на општи непосредни и слободни избори. На следните седници ќе се гласа за буџет на општината и очекуваме секој од советниците да го даде својот придонес. Советниците во Советот на општината треба да присуствуваат на работата на Советот, со што ќе покажат дека потребите и интересот на граѓаните на Штип секогаш се во преден план, бидејќи само така Штип може да биде отворена, модерна и европска општина. Од ВМРО пак излегоа со кусо образложение. Ние будно ќе ја следиме ситуацијата и пред да донесеме каква и да е одлука, во прв план ќе ги имаме интересите на граѓаните. Стои во кусото соопштение од советничката група на ВМРО ДПМН. Дали на Штип ќе му се случи Берово останува да се види, но веројатно повнатре партиските избори на ВМРО ДПМН, зашто за вака сериозна состојба ќе се одлучува не само во Штип, туку и во Скопје. Во меѓувреме СДСМ ќе мора да чека и да се надева на разумноста на ВМРО, што можеби ќе значи и одреден компромис во соработката.